Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Време е за редовниот термин, најновите информации од Вардарско-Тиквишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Ке ги погледнете во продолжение. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и понатаму со барање за предвремени избори. Јакнење на капацитетите на давателите на водни услуги. Одбележан меѓународниот ден на медицинските сестри и акушерки. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија на 65-тиот ден од протестите од Велес порачаа: црни облаци се здадоа над Македонија, надвиснати се подолго време, но како што после дождот и облаците доаѓа сонце, така и ние ќе успееме во намерата да ја зачуваме унитарноста на државата. Многу неправди претрпел македонскиот народ. Неправдите ни ги параат нашите македонски срца. Најпрво странска химна во законодавниот дом, потоа странски знамења во законодавниот дом. Срцата ни горат, но срцата продолжуваат да чукаат за Македонија, рече вчера вечер на протестот организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија Славе Радевски. Секој ден, кога гледам големото македонско знаме на саатот, ми иде храброст и инспирација да продолжам да се борам за Македонија. Вие сте со мене и заедно ќе продолжиме да се бориме за Македонија. Се додека нима нас на улиците, македонското знаме, химна, грб, устав нема да се променат. Нека бидат убедени и домашните и светот. Нашата мисла останува чиста, како што е чиста и искрена љубовта кон татковината, која со пари не се купува, велат велешани поддржувачи на иницијативата за заедничка Македонија. Бинационалноста излеза на виделина. Сакам да го запрашам Талет Джафери. Каде се останатите знамиња? Знамето на србите, на бошњаците, на власите, на турците. Во кабинетот на председателот на собранието треба да го има само македонското знаме. Или пак знамињата на сите етнички заедници. Што е следно? Кантонизација? Промена на химната? Промена на името? На јазикот? Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека остануваат на улиците се до исполнување на нивните барања за предвремени парламентарни избори и откажување од тиранската платформа. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер со масовен протестен марш во Кавадарци. Од градскиот плоштад беа повторени барањата за неприфаќање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на државата. Ние, граѓаните на Кавадарци, сме крајно загрижени за тоа што кризата во нашата татковина се повеќе ескалира и не гледаме демократски излез од политичката криза која се повеќе се усложнува. Притисоците од страна продолжуваат и понатаму. Единствено што можеме да направиме е да се придружиме на граѓанската иницијатива која веќе 67 дена перманентно се случува со цел зачувување на државата, истакна професорот во пензија Томе Лисичанец. Да се придружиме на нашиот председател, да му дадеме поддршка и да го окуражиме да може да издржи во оваа борба, во овие притисоци кои што се вршат врз нашата земја, да се изгуби оноа што последно го имаме, унитарност и воопшто да останеме без татковина. Оноа што се бара од нас, за нас, практично значи ние да останеме без татковина. Тоа за нас е неприфатливо, бидејќи нашиот опстанок е загрозен на тој начин. Немаме право пред нашите поколенија да попуштиме и треба да настојуваме со сите сили до последниот момент со демократски средства да се бориме да ја зачуваме татковината, нејзината унитарност и нејзините символи, истакна Лисичанец.
Еден од главните проблеми на јавните комунални предпријатија е методологијата за пресметување на тарифата за вода. Таа мора да се промени за истите да имаат подобро економско работење како би можеле да ги подобрат услугите до крајните корисници. Дијана Иванова со деталите. Тарифата по која се пресметуваат услугите кои до крајните корисници ги извршуваат комуналните предпријатија, обезбедуваат средства само за покривање на оперативните трошоци. За инвестиции и подобрување на услугите, неопходно е воведување на реформи во системот за водоснабдување. Ова е заклучокот од досегашната реализација на проектот во кој се вклучени 12 јавно-комунални предпријатија во Македонија, а финансиран со пари од Европската Унија. Тие во моментот се соочуваат со големи предизвици, пред се поради застареноста на инфраструктурата, потоа големите загуби на вода, релативно малиот или недоволниот процент на наплата на вода, меѓутоа и дополнително со една тарифа за води кој не соодействува на потребите на комуналните предпријатија, чак и за задоволување на моменталното на ниво на услуги према крајниот корисник кој се бара. Жителите на општина Дебар плаќаат најниска цена на чинење на 1 метар кубен вода. За да се подобрат услугите, таа мора да се зголеми, вели Фатмир Алији. Нашиот бизнис план ќе го кажува тоа дали треба да се покачуваат нашите цени или не, зависно од трошковите што ќе ги прави јавното комунално предпријатие за одредување на 1 метар куб вода заедно со изливните води. По однос на ова, бидејќи реков начелно дека Дебар има најниска цена, би треба да се покачат тие цени, но сразмерно за да може да не делуваат во џепот на граѓаните. Иако во Македонија постои методологија за пресметување на тарифата за вода, комуналните предпријатија заедно со советите на општината, истата ја изготвуваат со широко прифатени компромиси, велат експертите за финансиско управување на јавните комунални предпријатија. Според Ристовски, токму овој проект треба да придонесе за промена на ваквата состојба. И доколку постои покачување на тарифите на водните услуги, тие пред се ќе зависат и од достапноста на таквите услуги во зависност од реонот кој комунално предпријатие, кој реон го обслужува. Тоа нема да биде, и доколку постои покачувањето на цена на вода, нема да биде тоа драстични покачувања, него тоа ќе бидат прогресивни покачувања во тек на одреден временски период. Меѓутоа, најважно е од се, поголемите тарифи за водните услуги пред се насочени кон подобрување на услугите на крајниот корисник. Од нашиот регион во овој проект вклучен е само јавното комунално предпријатие Комуналец од Кавадарци. Експертите велат дека придобивките од проектот ќе бидат пренесени на останатите водоводни предпријатија, бидејќи целта е подобро делобно планирање, економско работење, но и намалување на загубите на вода. Основното општинско училиште Тоде Хаџи Тефов од Кавадарци ќе добие нова спортска сала. Во неа часовите по физичка култура ќе ги изведуваат учениците од ова училиште и истата ќе служи за спорт и рекреација на сите кои живеат во непосредна близина на салата. Според првичните планови, градежните активности на овој објект треба да завршат за 1 година. Во претходниот дневник имавме директно вклучување на колешката Мартина Митков. Да погледнеме дел од изјавите. Од градоначалник, оваа сала беше започната, камен темелникот беше ставен во 2013 година, зошто токму сега започна да се гради? Добро, тогаш се избрза работата околу изградбата на оваа спортска сала. Во тој момент, односно во 2013 година, Кавадарци беше општина која што веќе имаше 2 спортски сали изградено. Меѓутоа, во Република Македонија постоја општини каде што се уште немаше ниту една. И токму мислам дека беше тоа главната причина што отпочнавме и застанавме, за да равномерно се учини на секоја општина во Република Македонија.
Меѓутоа, нели, мене ми е грижата општина Кавадарци, а не и останатите општини, и оттаму продолжија моите настојувања да се продолжи со изградбата на оваа спортска сала. И еве денес, тоа требаше да биде и минатата година, меѓутоа заради политичката криза и состојбата во Република Македонија, не се можеше да се отпочне со изградба на оваа спортска сала, и еве денес присуствувавме на еден свечен момент на подпишување на договорите и за воведување во работа на изведувачот, кој што се надевам дека во наредните неколку месеци, односно една година, колку што слушнав и прочитав од роковите, ќе биде изградена оваа спортска сала и ќе бидат задоволени потребите не само на учениците во оваа училиште, туку и на овие 2 или 3 местни урбани заедници кои што гравитираат околу училиштето, каде што на неколку стотици метри нема никаков спортски објект. Мислам дека ќе биде една од најупотребуваните во Кавадарци. Ви благодарам. Директоре, кога се планира да заврши изградбата на спортската сала и од какво значење ќе биде истата? Спортската сала, според разговорите со изведувачо, во рок од една година треба да заврши. Но сепак зависи и од самите временски услови, можно и да заврши порано. Значи, во секој случај, наредната учебна година, 2017-2018, сметаме и се надеваме од училиштето ќе има спортска сала изградено и ќе биде од големо значење за нас како вработени, посебно за учениците во воспитно-образовниот систем, односно за изведување за наставата по физичко и здравствено образование. Ви благодарам и вам. Студио, за крај јас само ќе кажам дека ова е трета спортска сала која што се гради преку владата на Република Македонија, односно преку Министерството за образование. И како што кажа директорот, изградбата на истата се планира да биде завршена за една година. Полициска станица Неготино поднесе кривична пријава против кавадарчанец поради постоење основи за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Ања Василева ги има деталите. 48-годишниот кавадарчанец ВК управител во акционерско друштво ВВ Поврдарие Неготино во фирмата Анговест и на фирмата Агросолар Дойл село Рибарци, општина Росоман, се здобил со кривична пријава од полициска станица Неготино поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Во периодот од 12.12.2016 година до 25.4.2017 година, пријавениот неоправдано издал 170 фактури на правни и физички лица, продавал вино во шише, наливно вино, винарски дестилати, гроздов концентрат, при што причинил материјална штета од 38.234.121 денар, а во корист на правното лице Анговест Кам Дойл, Алеко Комерц, Алеко Компани, Агролозар и други. По повод 5 мај, светскиот ден на акушерките и 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри, медицинските сестри од Велешката болница и здравствениот дом Велес го одбележаа овој ден. Мотото на годинишното одбележување е акушерките, мајките и семејствата партнери за цел живот и медицинските сестри, глас што води постигнување на глобалните цели за одржлив развој. Колешката Ања Василева го следеше настанот. Медицинските сестри и акушерки од Велес го одбележаа нивниот ден 5 мај на акушерките и 12 мај денот на медицинските сестри и техничари. Мотото на годинишното одбележување е акушерките, мајките и семејствата, партнери за цел живот и медицинските сестри, глас што води постигнување на глобалните цели за одржлив развој. Медицинските сестри и акушерките се една од главните алки во здравствениот систем. Тие постојано се грижат не само за здравието на луѓето, тие се грижат за болните луѓе, да им помогнат побрзо да оздрават, се грижат и за најтешко болните, за да им ги олеснат своите страдања, а за акушерките знаеме веќе дека тие се на своите работни места кај што се раѓаат нови животи и мислам дека тие помагаат најмногу на идните мајки. Меѓународниот ден на медицинските сестри и акушерки денеска во Велес го прославија само вработените во Велешката болница и здравствениот дом. Нацава се надава дека до година овој ден заедно ќе го слават со своите колешки од приватниот сектор. Се надевам дека во иднина ќе
имаме поголема соработка и со сестрите од приватното здравство, па мислам дека се надевам дека ќе ги вклучиме и нив во ова наше здружение, бидејќи ние нели се грижиме за сите пациенти подеднакво. На овој настан беа доделени и признанија за најдобрите во секој одделение од Велешката општа болница и од Здравствениот дом. Билјана Тодоровска од невропсихијатриско одделение, Десанка Ристова од педиатрија, Сузана Давчевска-Ласик од одделението за анестезиологија и реанимација, Кучовска Жаклина од хируршкото одделение, Сонја Алексова од интерно и Билјана Карова од итната медицинска помош. Посебно признание годинава ќе добие интерното одделение од ЈЗУ Општа болница Велес и одделението за медицина на труд од ЈЗУ Здравствен дом Велес. Во Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци беше одржан целовечерен концерт од страна на дуо Скупи, кој е составено од флетистката Јета Старова Мехмети и виолинистот Ермал Мехмети. Пред кавадарчани тие се представија со композиција од нивниот втор компакт диск насловен Max Sounds со обработки на македонски песни и ора. Целовечерен концерт насловен Македонски звуци беше одржан вчера вечер во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Концертот го реализираа дуо Скупи кој е составено од флейтиската Јета Ставрова Мехмети и виолинистот Ермал Мехмети. Пред кавадарчани се представија со композиции од нивниот втор компакт диск насловен Max Sounds со обработки на македонски песни и ора. Дуо Скупи се познати и етаблирани уметници во државата и пошироко. Години наназад ја представуваат македонската уметност во највисоко ниво. Преработките на најпикантните песни и ора, почнувајќи од Сомаки сум се родил јас, па се до Калајджи скоро, се аранжирани од страна на Ермал Мехмети. Аранжманот е во модерен и интересен стил, допадлив за пошироката публика, задржувајќи ја автентичноста на старите песни и ора. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска и утре престојува во работна посета на Република Турција, каде ќе учествува на глобалниот лидерски форум во организација на Универзитетот Бахче Шехир во Истанбул. Како што соопштуваат од неговиот кабинет, Иванов ќе одржи предавање на глобалниот лидерски форум на тема стратешки алијанси, нов поглед на лидерството во услови на глобален баланс на силите. Меѓу темите на дискусијата на глобалниот лидерски форум се председателството на Трамп, промени во американската политика и незиното влијание врз светскиот поредок, идни сценарија за Европската унија, улогата на Јужна Америка во светскиот поредок, безбедноста и политичките анализи за Средниот Исток. Во продолжение информациите од Македонија. Најпознатиот австријски дневен весник Винер Цајтунг направи своја анализа за случувањата во Македонија. Во анализата пишува дека постојат два недостатоци. Едниот е во назначување на новиот македонски председател на парламентот, етничкиот албанец пратеникот Талат Џафери, а вториот е начинот на кој е избран за нов спикер на парламентот. Џафери беше висок офицер во македонската армија пред тој да дезертира во почетокот на 2001 година во Учак, каде беше познат под името командант Форина. Нему му се препишува одговорност за извршен масакар во заседа од страна на Учака на 8 полицајци и припадници на армијата. Дури неговото краткорочно назначување за министер за одбрана во 2013 година предизвика насилни протести, пишува во својата анализа за случувањата во Македонија австријскиот дневен весник Винер Цајтунг. Еден од најпознатите весници во Европа, кој важи за најстар весник кој се уште се печати. Второ, начинот на кој Џафери е избран за нов спикер на парламентот беше јасно незаконски. Процесот на изборот на 27 април од страна на пратениците на социјалистите и албанските партии се одржа по завршувањето на редовната парламентарна седница надвор од пленарната сала и само со 59 од потребните 61 гласови. Од САД и Европската унија, Џафери беше прогласен како нов председател на парламентот. Вработените во секретаријатот доставија исто така нелегално документи потребни за службениот весник, докази за законскиот избор со печат и подпис. Толку од правните вредности кои САД и Европската унија ги пропагираат и еден предвкус на владењето на правото во земјата под зголемено албанско влијание.
Парламентарните избори во декември 2016 не ја решија политичката криза во земјата, но без мешање на САД и Европската унија, конзервативната ВМРО-ДПМН ќе продолжеше како најсилна парламентарна партија со нејзиниот долгогодишен партнер, албанската партија ДУИ, од нивната претходна коалициска влада. Сепак Вашингтон и Брисел работат со години за пат на владата, бидејќи таа не работи во согласност со нивните насоки, например, во однос на неучество во ембаргото кон Русија или гасоводниот руски проект Турски поток, пишува весникот Винер Цајтунг. Во среда на 10 мај, Уставниот суд на Република Македонија ќе одржи седница каде ќе ги разгледува иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од Изборниот закон, со што ќе се овозможи градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Како што е објавено на веб страницата на судот, на истата седница ќе се одлучува и дали може да почне исплатата на субвенциите за земјоделците. До Уставниот суд иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и од Светскиот македонски конгрес. Уставните суди на седницата ќе ја разгледуваат иницијативата поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бара оспорување на членот од Изборниот законник според кој е забраната исплата на субвенции се до формирање нова влада. Дел од агроекспертите очекуваат уставен да го оспори членот, оти се работи за редовни исплати планирани во буџетот. Цените на угостителските услуги во април се зголемени за 0,8% во споредба со март, објави денеска Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, зголемување има во групите храна за 0,1%, безалкохолни пијалоци за 0,7% и ноќевање за 3,1%, додека намалување за 0,2% е забележано во групата алкохолни пијалаци. Во споредба со април минатата година, цените на угостителските услуги се зголемени за 1%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-април во однос на истиот период лани е зголемен за 0,5%, а во однос на декември минатата година е зголемен за 0,1%. Автоматски системи ќе имаат сите автомобили во Бугарија. До крајот на годината, при сообраќајни несреќи во Бугарија, автомобилите сами ќе се јавуваат на брза помош, пишува Телеграф, информира Бугарското Министерство за внатрешни работи. Проектот чини 887.218 лева. Со внесувањето на овој новитет, секое возило во Бугарија ќе мора да има таков уред. Уредот ќе пренесува информации за точното место на несреќата, бојата и моделот на возилото, како и идентитет на собственикот. Вести од светот. Со само 4 гласа разлика во представничкиот дом на Американскиот конгрес изгласан е законот за здравство. Американските медиуми ја нагласуваат тесната победа на републиканците. Во изминатите 7 години конзервативците се залагаа за поништување измена на актот за здравствена нега на Обама, сметајќи дека тој е зголемил цената на здравствените услуги и ја намалил можноста за лекување на милиони американци, наведуваат француските медиуми. Републиканците, а меѓу нив и Трамп, неуморно водеа кампања против реформите што Обама ги спроведе во 2010 година. Нема договор за надминување на политичката криза во Албанија. Медиумите пренесуваат дека лидерот на владеачките социјалисти и актуелен албански премиер Еди Рама е првиот човек на најголемата опозицијска сила во Албанија, Демократската партија. Љузим Баша, по двочасовна средба, не изнашле решенија за отворените прашања. Премиерот Рама во изјава за медиумите рекол дека од Баша го добил истиот предлог кој на претходната средба го одбил. Се наоѓаме во истата позиција како и пред еден ден. Предлогот што јас си го дадов на Демократската партија е познат. Да се формира механизам за мониторирање на изборите, каде демократите ќе ги имаат двете очи во процесот со еден вице-премиер и тројца заменици министри во Министерството за внатрешни работи, правда и образование, рече Рама.
Тој нагласи дека според предлогот овие кандидати треба да бидат предложени од Демократската партија, но да не се нејзини членови. Баша од своја страна изјави дека не е постигнат договор затоа што предлозите на Рама за излез од кризата се технички, а не политички, што е барање на опозицијата. Лидерот на опозицијата потенцира и рече дека земјата има потреба од политички решенија, а понуденото од Рама не е политичко решение и тие остануваат на своите предлози и ставови. Нашиот предлог е јасен и е од две работи. Прво, техника влада со мандат да го реши и елиминира криминалот со дрога и второ, во рок од 6 месеци да се организира електронско гласање и пребројување, рече Баша. По сончевото време метеоролозите најавија дожд, во вечерните часови не очекуваат порани дождови и грмежи, особено на северот и истокот од земјава. Утринските температури се движат од 6 до 12 степени, додека дневните ќе бидат во интервалот 15 до 27 степени. Во сабота не се очекуваат врнежи, но ќе дува повремено засилен северозападен ветар, кој ќе донесе осетно опуштање на дневната температура. Во недела нестабилно ќе биде на повеќе места, особено на северот и истокот од земјава. Пооблачно и ветровито со северен ветер ќе биде и во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран од дожд се очекува во поголемиот дел од земјава. За крај од ова информативно издание, ненајдено почина велешанецот Ѓорги Бисерков Дампе, македонски театарски и филмски актер, долгогодишен член и соработник на Велешкиот театар. Роден е во 1941 година во Велес. Од 1960 до 1964 година вработен е како член на ансамблот на Народниот театар ЈХК Џинот во Велес. Од 1975 година во истиот е ангажиран како постојан надворешен соработник. Негови позначени актерски остварувања на театарската сцена се Мирко во Кула Вавилонска, Мане во Зона Замфирова, Љубомир во Покојник, Луков во Црнила, Теодос во Чорбаџи Теодос, Војводата во Суд, Кандилов во Кукавичко јајце, Жика во Сомнително лице, Кајгана во Женидба, Зганерол во Дон Жуан, Астров во Вујкованја, Гласникот во Антигона, Осип во Ревизор, Гласникот во Авлида, Корифеј во Бахи, Гегата во Сердарот, трговецот во Филоктет, полковникот на полковникот нема кој да му пишува, Клопен Тројв во Звонарот на Богородичната црква и Гласникот во Орест. Бисерков играше и во некои од најзначајните македонски филмови, како Среќна нова 49-та, Јазол Хајфај, Викенд на мртовци, Тетовирање македонска сага и Големата вода. Погребот ќе се одржи утре во црквата Свети Спас во Велес. Со оваа информација го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.